Охрид, сместен на бреговите на истоименото езеро и заштитен од УНЕСКО, со векови важи за вистински бисер на Македонија и еден од најубавите градови на Балканот. Со своите 365 цркви, калдрамисани улички, традиционална архитектура и богата историја, која датира уште од античкиот период. Охрид секогаш бил магнет за туристи, како домашни, така и странски. Неговата природна убавина, мирниот ритам на езерото и културното наследство го вбројуваат меѓу најпосакуваните летни дестинации. Во минатото, летните месеци значеа полни кафулиња и ресторани, гужви по чаршијата, преполни плажи и речици, невозможност да се најде слободно сместување во шпицот на сезоната. Но последните години приказната добива нова димензија. Се почесто се слушаат коментари дека Охрид ја губи својата магија, не поради природата и културата, туку поради цените, кои според дел од посетителите веќе не се померка на просечниот туристички џеб. Хајп Македонија спроведе истражување и анкета со жителите на Охрид, но и со домашните и странските туристи, за да дознаеме дали цените во Охрид годинава се скапи. Анкетата откри интересен, но и предвидлив факт. Мислењата се поделени. Од една страна, луѓето кои живеат и работат во странство сметаат дека цените во Охрид се повеќе од солидни. За нас ова е одмор за мала сума. Дома плаќаме 3 пати повеќе за исти или полоши услуги, изјави туристка од Шведска која веќе 3-та година поред летува на Охридското езеро, но сакаше да остане анонимна. Од друга страна, младите македонци, особено студентите и оние со пониски приходи, реагираа бурно на поскапувањата. Да платиш 200 денари за едно кафе на кеј е прескапо, особено кога знаеш дека не така одамна беше 80 до 100 денари, вели 23 годишен посетител од Скопје. Интересно е што голем дел од испитаниците ја направија директната споредба со другите туристички дестинации во регионот. За овие пари може да летуваш во Грција или Албанија, каде што покрај пристапните цени имаш и море, вели брачен пар од Битола, која годинава решиле наместо во Охрид одморот да го поминат на Јонското крајбрежје во Албанија. Сепак имаше и такви кои истакнаа дека цените се во рамките на она што се очекува за едно туристичко место со вакво културно и природно наследство. Секаде во светот местата со голема туристичка вредност се поскапи. Ако не ти одговара, секогаш може да одбереш алтернатива, коментира еден охриѓанец кој работи во угостителство. Жителите во Охрид пак гледаат на ова прашање од два агли. Од една страна, високите цени носат повеќе приход во краткиот период на летната сезона. Од друга страна, тие се свесни дека доколку продолжи трендот на намалување посетеност, долгорочно тоа може да им наштети. Пред 10 години во јули и август немаше каде да се фрли игла. Денес има празни столови по кафулињата и слободни соби во шпицот на сезоната. Не е тоа Охрид што го паметиме, изјави 52 годишен угостител со повеќе од 20 години искуство. Што кажува анкетата? Резултатите од нашата анкета ги потврдуваат овие впечатливи разлики во мислењата. 35% од испитаниците сметаат дека цените се сосема солидни. 55% велат дека се прескапи, особено за домашните туристи. 10% се изјаснија дека не им е важно. Одморот го гледаат како луксус за кој вреди да се наплати повеќе. Погледнете ги одговорите од нашата анкета. Бога ми не, по едно кафе лани беше по-скапо, сега е 130 денара, не. Значи мислите дека се сепак реални? Да. Према тоа како биле лани, иначе во споредба со Скопје и со други градови е доста не многу. Не се. Не се. Тоа е. Што мислиш ова година, дали се скапи цените во Охрид за разлика од другиве години? Па, ние сме од странство, за нас е нормални, така да за охриđани може и се поскапи. Дали мислите дека цените во Охрид оваа година се многу дигнати? Јас мислам дека нешто слични се како лани. Ние сме таков народ, се жалиме секој пат што зашто кој ќе одет Грција или друго место не му е скапо. Ние сме туристички град, нормално е да е поскапо. Нормално е тоа. Што мислите за цените во Охрид? Дали ова година се е скапо поприлично? Скапи му се доста, што не е убо за ними. Знате како си ја сечат гранката на која седат.
od prošle godine do сега туристите се многу намалени, апартманите му се празни, хотелите се доста празни, ако вака наставят, ќе станете исто како Хрватска. Никој не му оди, никој не му иде, и полошо за ним. Треба да бидат поразни, не треба да бидат толку гладни. Треба за секој еден да бидат малку пореалистични и да сватат во каква ситуација живееме денеска. И тоа е. Охрид е многу убав, ама за цените му се превисоки. Значи сепак се повисоки. Високи се. Мислам дека повисоки и од Скопје. Ти си веројатно дечко кој излегува доста често во кафичи, што мислиш дали ова година се скапи цените во Охрид? Па од сите годинава е една од најскапите сезони во Охрид. Значи многу е скапо, едно кафе направено 200 денари, значи тоа е за нас младината многу. Што ево јас бев и Грција и Албанија, таму не е толку скапо, значи Охрид е многу скапо. Вие работите и живеете во Охрид, претпоставувам. Како е ова година со цените? Дали е навистина премногу скапо, како што кажуваат и другите? Па јас мислам дека е скапо. Да, не е за секого тоа да може да си го дозволи, одредена група, да. Мислите и на пијалоци? Општо смештај, лежалки, храна, све е скапо. Заклучивме дека мислењата се поделени, но сепак мнозинството граѓани истакнаа дека цените годинава се повисоки од претходните сезони, што е една од причините зошто Охрид не е толку прометно туристичко место како во годините кои се бараше место повеќе. За странските туристи цените се прифатливи, други ниски според стандардите од нивните земји, но за голем дел од македонците, особено младите и семејствата, со просечни приходи тие се бариера. Останува прашањето дали охридските трговци и гостители следната година ќе понудат цени солидни за сечи џеб. Тоа ќе го покаже следната сезона, а дотогаш магијата на Охрид ќе мора да се бори со реалноста на паричникот.